Здраво, пријатели! Од денес па натаму ќе воведам една новина што се однесува до моите видеа, а тоа е доколку во видеата што одат за викенд, кои што се во форма на мини документарци, се поставува одреден проблем, многу искрено од мене е да понудам и одредени согледувања на можните решенија. Така што денес во видеово ќе разговараме за решенијата на проблемите поставени во последното видео, а тоа е видеото за големиот ресет. Светот се менува и тоа во последно време се менува со страшна брзина и таа брзина понекогаш оневозможува да забележиме каде почнал и каде завршува евентуалниот проблем. Со мој близок пријател со кој што ги анализираме темите за кои ви зборувам, се согласивме дека сите големи настани не поминале без некоја голема генерална проба. Таа генерална проба во однос на големиот ресет и во однос на оно што моментално се случува на светско ниво, ќе кажам дека е направена на просторите на бивша Југославија и во Македонија. Во Македонија, еве, последните настани од случувањата во Америка, сами сте свесни дека случувањето од 27 април некако, буквално како по шаблон, како по сценарио, се повторува во американскиот Капитол. На ист начин и промените во светот го следат шаблонот што беше испробан во распаѓањето на бивша Југославија. Значи, ќе тргнеме војната настрана, затоа што војната беше исто така резултат, ама причините беа многу посериозни и тогаш во суштина што се случи? Се случи еден крах на економијата, се случи хиперинфлација и на крајот следуваше војната. Тој период го карактеризира едни специфични работи кога ќе се земеше платата на почетокот на месецот, веќе за недела дена или десетина дена вредноста на таа плата, односно на парите земени во тогашниот динар, ја снемуваше. Значи, инфлацијата беше толку интензивна и толку брза што валутата едноставно престануваше да има моќ да биде средство за плаќање и за размена. Како последица на тоа, црниот пазар на странски валути беше поразвиен од било кога. Блокадите на различните ембарга допринесоа да и ресурсите, односно се она што беше потребно за секојдневно функционирање, почнува да ги снемува. Пред се намирници во храна, намирници во енергија, работи кои што нагласувам беа потребни за секојдневно функционирање. Оние кои што го паметат тој период ќе се потсетат на бончињата кои што се користеа за да може да се отиде на бензинска да се наточи бензин и колоните пред самите бензински беа со километри. Значи тоа беше еден феномен кој што доколку се најдат фотографии или снимки од тоа време ќе се види дека така се одвиваа работите. Сега, како се прави таа криза моментално на светско ниво? Таа криза на светско ниво сите знаеме дека се прави со пандемија, со сите ограничувања, со сите локдауни и тоа неминовно има свој влијание на светската економија. Значи овој пат не е некоја локална економија што страда, туку целата светска економија страда. Кој дел од економијата страда? Страдаат малите и средните бизниси, односно она што се нарекува средна класа. И единствениот параметар кој што определува силина на одредена економија во сите економии во негатива, а тоа е бруто домашен производ. Затоа што имаме цели сектори кои што или живуркаат или воопшто не работат, како што се
угостителство, туризам, шоу бизнис и да не редам се натака, спорт, така на тоа. И сега, што може обичниот човек да направи за да се заштити од една ваква работа? Затоа што и ова, јас верувам дека само вовети дека ќе се оди на етапи и дека тие етапи ќе стануваат се по-строги, се по-остри, се по-застрашувачки. Значи, голема инспирација за ваквото размислување ми е покојниот Жак Фреско, кој што кажуваше дека единственото вредно нешто на планетава се ресурсите. Значи, не се вредни парите, не е вредно златото, ништо друго не е вредно освен ресурсите. Живејќи на еден своевиден рај во универзумот, што е нашата планета, она што е многу важно е да ги избегнеме големите затвори наречени градови. Затоа што во градови се знае, се живее во мали простори, во станови и секој парче земја е ограничено. Значи, излегувањето надвор од урбаните средини, одењето во село, а верувам дека повеќето од нас имаат некаква врска со село, че може да се оди на село, дури и да се нема никаква врска, начинот на планирање на еднината би требало да биде тоа. Село, надвор од урбана средина, каде што ќе се има парче земја на кој што ќе може да се одгледува храна. Значи, храната е многу битна и повторно ќе се навратам на тој период во распадот на Југославија, каде што мои роднини кои што живееја на село, да, ги почувствуваа сите проблеми кои што ги почувствувавме и ние во град, но за разлика од нас, кај нив земјата обезбедуваше се што се однесува до храна. Останатиот дел е повторно прашање на сноѓање и можеби животот поприма малце поедноставен начин и поедноставен тек, но оди напред со една нормална динамика. Додека во градовите оскудацијата за храна и за енергија стануваше вознемирувачки лоша. Значи, околу тоа нема многу да се филозофира, значи, место надвор од урбана средина, одгледување на сопствената храна, по можност наоѓање на независен извор на вода и создавање на начини на производство на сопствена енергија. Сега, живееме во време каде што купувањето на соларни панели е многу достапно, имање на батерии во кои што може да се складира таа енергија и создавање на еден вид на амортизер на евентуалните шокови кои што ќе можат да дојдат. Јас во даденава ситуација не велам дека човек треба да престане да живее на начин на кој што живее. Но, со оглед на тоа дека може да се патува до урбаните средини за работа, значи живеењето надвор од нив придонесува да се имаат сиве овие резервни варијанти за живот и плюс се има поздрав амбиент за живот. Значи воздухот е поубав, водата е почиста, особено ако се добива од природен извор, и на крајот на краиштата храната која што ќе биде произведена на органски начин е секако и повкусна и покорисна за нашето здравје. Во даденава ситуација, она што е на удар и кое што по секоја цена треба да се искорени, тоа е средната класа. Јас ви зборував во моето видео за корпоратизам и технократија, каде што е јасно дека треба да има работници, значи на најнискиот слој, кои што ќе даваат својата работа, својот физички труд, и треба да има корпорации за кои што ќе се работи. Не треба да има ништо помеѓу. Зошто? Затоа што тие помеѓу, значи таа така наречена средна класа, мали и средни бизниси, се политички најопасни. Зошто? Затоа што тие со таа своја политичка, односно економска независност, создаваат политички
слободни луѓе кои што ќе следат одредени политики или ќе поддржуваат одредени политики или па од друга страна ќе бидат против тие политики со своја глава, затоа што се независни. Не зависат од тој што ги креира политиките. Во ваквиот создаден амбиент треба да се негува чувството на слобода. То чувство на слобода се негува на начин на кој што се поврзуваме со други луѓе кои што имаат слободарски идеи, се разменуваат идеи, се подобруваат постоечките, се комуницира и тука пред се сакам да нагласам она директна комуникација. Значи со најблиските луѓе околу вас со кои што можете да остварите физичка комуникација. Па дури да се на далечина тие луѓе остварите директна комуникација, значи преку Skype, преку WhatsApp, преку било што, јавете им се на тие луѓе или нека ви се јават и комуницирајте, разменете идеи. Едно е така да ги разменувате идеите, друго е кога нешто се става на социјалните мрежи, па околу тоа се коментира и се нема непосредноста и спонтанноста и обично дискусијата завршува во караница или во конфликт. Тоа е нешто што јас ви советувам да го избегнувате. Значи, да, користење на социјални мрежи и социјални медиуми, но да ги направиме да бидат наши слуги, а не наши господари. Да не бидеме зависни од нив. Значи, одењето кон природата, тоа е тоа што ни дава чувство на слобода. Откако интернетот го запоседна сето наше живење, имаме чувство дека се е на интернет. Не е се на интернет. Мој совет е, претплатете се во најблиската библиотека. Верувам дека е најевтината работа што можете да ја направите во вашиот живот. И откако ќе го направите тоа, било која проблематика сакате да ја истражувате. Еве, например, вируси, што се вирусите. Одите во библиотека и најдете книга која што зборува за вирусите. Нема тоа да биде видео од 5, 10 или 15 минути, нема да биде интервју со некој лекар, туку ќе биде нешто што е студиозно направено и секако ќе ви даде подобра слика за проблемот што ви интересира. Читањето книги е најдобриот начин на ментална гимнастика. И нагласувам, знаењата кои што преку читање на книги ќе ги добиете, не можете да ги добиете на ниеден друг начин. А преку читањето на книги се пренесува знаење кое што на интернетот дури да постои како мртво знаење, затоа што обично со менталитетот што се гради на интернетот, тоа е инстант работи кои што траат кратко, кои што обично се со графички материјал, значи дали е тоа видео, слика, не се пренесува истата информација колку што се пренесува со книгата за која што морате да седнете, да читате, да се сконцентрирате, да го смирите умот и така натаму. А задоволството е огромно. Сега во контекст на цела ова работа, значи морам да дадам една мала забелешка што се однесува до медицината. На интернет имавме прилика да видиме како некои лекари кои што зборуваат за превентива, сега зборувам генерално за целокупното здравје, беа банирани и беа отстранети од интернет затоа што тоа не е поентата на модерната медицина. Поентата на модерната медицина е да биде бизнис како и сите други, што значи за да може да работи тој бизнис потребни се купишта болни луѓе. За мене бивањето болен не е ни најмалце пријатна работа, така што сакам да бидам здрав. Како се бива здрав? Здравјето не е нешто што е дадено и дека ќе остане за секогаш, значи треба да го негуваме како и се друго. Како го негуваме со превенција. А превенцијата
е многу едноставна работа, значи треба да се јаде здрава храна, треба да се пие чиста вода, треба да се дише чист воздух, треба да се има умерена физичка активност и најбитната работа која што и можеби најтешка да се направи, треба да се редуцира стресот на минимум. Значи стресот е нешто што сиве овие други работи заедно ги победува и е посилен и предизвикува најразлични заболувања. Значи избегнување на стрес, внесување на здрави компоненти за живот и имање позитивни мисли. Тоа е една добра превенција и значи не мора да се биде лекар за да се каже тоа. Значи да се конзумираат сите потребни работи, а ако го направиме тоа што го кажав погоре, значи живење на село и произведување на сопствената храна, ќе го имаме сето тоа во изобилие. И сега нормално на таа земја нема да може да се одгледуваат банани, ама бивајќи автохтони луѓе на автохтона земја, мораме да одгледуваме и автохтони растенија, затоа што таа земја и тоа поднебје дава такви типови на производи. И сега, друга една интересна работа се финансиите. Очигледен е крахот на финансискиот систем. И тој се уште се компензира на стар начин. А тој стариот начин го имам објаснето во моето видео Пари валута. Значи, недостатокот на бруто домашен производ се компензира со вбризгување на нови количини на пари. Односно, нови количини на валута, а валутата се создава генерирајќи долг, што значи се задолжуваме, генерираме нова валута, а самата таа валута, така како што е поставен системот, преку банките доаѓа до поголемиот дел од населението и малите бизнеси и бидејќи нема производ, нема обрат, тој многу брзо и многу лесно завршува повторно во џебовите на оној 1% на богати корпорации кои што само акумулираат богатство, а додека обичниот народ акумулира, односно генерира огромни количини на долг. Значи, финансиите како што се поставени сега порано или подоцна ќе имаат свој огромен крах и ќе мора да се постави некаков друг стандард. Најавите за тоа е да се смени системот, да не биде веќе валутата долг, туку да биде кредит, да има ограничено траење, значи да не биде, ако имате заштедено, например 100 денари, да бидат 100 денари за секојаш, туку да имаат како еден вид на ваучер, да имаат рок на траење и да се постави тој универзален приход, односно универзална социјална помош, која што под услов да сте послушни и да му робувате на системот, ќе ви даде одредено количество на валута со која што ќе можете да го обскрбите месецот, ама со најминималните работи, значи тука ќе бидете условени што да купувате, каде да купувате, како да конзумирате и така натаму. И сега, за да се избегне ова, ви кажав, имањето парче земја на кое што ќе се одгледува најголемиот дел од храната која што ја конзумираме, тоа ни дава една голема независност. Штедењето во пари е нешто што не во пари, во валута, каква и да е таа, дали се тоа евра, долари, денари, што и да е. Јас лично мислам дека е погрешно, затоа што програмираната инфлација предизвикува да секоја заштеда станува безсмислена, затоа што не акумулираме вредност во валутата. И ако имаме некаква минимална камата за таа заштеда, таа минимална камата е секогаш инфериорна на инфлацијата која што
ја подкопува таа заштеда. А имајќи заштеда, им овозможуваме на банките врз основа на нашата заштеда да генерираат нови кредити. И тоа е во сооднос 9:1. Значи со наши 1000 денари заштедени, тие генерираат долг од 10.000 денари, што само оди во прилог на тој банкарско-финансиски систем. Значи, една од варијантите за излегување од овој систем на традиционалните валути се така наречените криптовалути, нешто што е доста популарно, особено деновиве кога најпопуларната криптовалута, тој биткоинот, доживува историски рекорд во својата вредност. Јас лично не сум присталица на криптовалутите од проста едноставна причина што криптовалутата ја нема таа моќ да биде средство за размена, а се повеќе се користи како еден вид на дигитално злато, во смисол на тоа дека сите купуваат или произведуваат биткоини за да со порастот на вредноста остварат профит во разликата, а не се користи, а тоа исто, нели, оневозможува да се користи како платежно средство, затоа што никој не би сакал да плати со биткоин кој што денес вреди $30,000 за да изгубат во вредност, затоа што можеби утре ќе чини $5,000 повеќе. Значи се чува. Тоа ја отстранува вистинската намена на една валута, тоа е да биде средство за размена, значи во кој што ќе се генерира одредена вредност. Ако веќе све ви е обезбедено, значи живеалиште, земја за која што зборувавме, енергетска независност и така натаму, ми остануваат пари за штедење. Ако веќе морате да ги заштедите на некој важен начин, значи да не изгубите во неизбежниот крах кој што следи, моје лично мислење е дека купување на физичко злато е најдобриот начин. Зошто злато, а не сребро или нешто друго? Затоа што златото има мала зафатнина и физички може многу лесно да се чува, додека среброто за истата вредност треба се купат многу поголеми количества на сребро. И тоа повторно го нагласувам дека треба да биде една привремена мерка, затоа што единствено за да не се изгуби вредноста. Промената во вредност на злато исто така постои, но таа промена никогаш не може да отиде драстично долу, нити пак оди драстично горе. Кога се случуваат вакви кризи како оваа што имаме сега, обично златото има тенденција да се покачува, но тоа одење горе-долу е така избалансирано што секој што поседува физичко злато нити нешто значително заработува, нити нешто значително губи. Значи е некако најсигурниот начин на чување на финансиски потенцијал. Значи наместо да се има во валута, каква и да е таа валута, најдобро е да се има во злато. Сега зошто велам најдобро е да се има во злато? Затоа што верували или не, таа хиперинфлација и крах на губење на вредноста ќе и се случи и на еврото и на доларот. И затоа се зборува, нели, за голем ресет кој ќе се ресетира буквално се. Меѓу другото и монетарниот систем како што го знаеме сега. Кога ќе се случи тоа, се плашам дека ќе биде во блиска иднина, односно во деценијата која што веќе ја отпочнавме. И затоа мораме да бидеме подготвени, затоа што ќе го живееме тоа. И овие се неколку едноставни совети како се живее. Дали тоа е најефикасниот начин? Можеби не е. Ако има размислување за поефикасен начин од овој, јас сум отворен за секакви други видувања, значи тоа е идејата на ова што го промовирам, значи да се разменат мислења со други луѓе и да се најде најдоброто решение.
постојат многу други проблеми кои што модерното живење ги наметнува, ама тие ќе ги обработуваме во едно друго видео. Пред се овде би сакал да ви кажам дека ќе се позанимаваме малку со проблемите наречени консумеризам. Ама за тоа, како што реков, во едно друго видео, првин треба да ги поставиме основите во едно документарно видео. Сега последна работа што сакам да ја кажам во дадениот контекст е дека треба да се вратиме кон она што е есенција на нашата природа, тоа е духовност. Значи, премногу живееме во еден материјален и материјалистички свет, заборавивме на духовност. И сега кога зборувам за духовност, не зборувам за религиозност, затоа што нити една од постоечките организирани религии, без разлика дали се монотеистички, атеистички, политеистички, ниедно од тие религии не нуди духовност. Напротив, религијата е еден одличен начин за спроведување на системот кој што го имам обработувано во мојот серијал на видео Робовладетелство. Ни наметнуваат едно мислење дека ние сме тука грешни и никакви, а дека ако сме послушни, само со послушност ќе се искупиме и ќе го заработиме нашето место во некој си рај после смртта. Таквото нешто за мене е далеко од духовност и одамна не се замарам со религијата и со она што религијата како идеја го нуди. Духовноста ја наблюдувам како нешто што е подлабоко, поспиритуално и поуниверзално. Јас ја немам универзалната вистина за тоа која е таа универзална интелигенција која што ние ја нарекуваме Бог и така натаму и како функционира. Размислувам, барам, истражувам, медитирам на таа тема и за мене духовноста сега се сведува на тоа. Неколку примери во мојот живот ми има дадено до знаење дека ако се биде добар човек, ако сме добри во нашите намери, а да се биде добар во намерите многу пати значи да се одбива да се прави лошо. Тоа е, можеби, неопходниот минимум. Да, треба да помагаме секогаш кога можеме да помагаме. Многу пати едноставно нашите човечки ограничувања не ни дозволуваат да бидеме алтруисти повеќе од тоа што сме, но многу пати сме ставени во искушение дали да направиме одредена лоша постапка или да не ја направиме. И јас овде нагласувам дека дури и да станува збор за некој кој што ви има направено многу големо зло или многу голема неправда, постои универзална сила, ако сакате наречете ја карма, која што тоа го балансира на некој универзално ниво и ние немаме ништо со тоа. Доволно е да одбиваме да правиме зло. Значи, тој тип на духовност за кој што зборувам многу се совпаѓа со она што се гностички учења. И исто и за гностицизмот имам правено видео, каде што идејата е дека овој физички материјален свет го има направено еден зол Бог. Тој зол Бог го има направено за да не зароби во оно што се нарекува материјален холограм. А ние сме многу повеќе од тоа. Ние сме многу повеќе од нашите 5 сетила и секогаш според учењето на гностицизмот во нас постои Божјата искра. Случајно или не, гледав едно видео каде што овој дел околу гностицизмот е објаснет, дека правени се дури и физички експерименти. Некогаш може да се навратам на тоа да ви дадам видео каде што ќе се види тој експеримент, каде што се наблюдувани одредени фотони
како се однесуваат, и аномалијата во однесувањето е доказ дека единственото нешто што постои е свеста. Дека реалноста е како резултат на свеста. И дека всушност ние сме манифестација на таа универзална свест која што се има манифестирано во овој физички облик за да искуси одредено искуство. И дека на крајот тежнењето е преку искуството да се збогати и да се врати назад кон сопствениот извор. Ова е исто се поклопува со хиндуистичкото учење за Атман и Брахман, каде што буквално Атман е индивидуалната свест која што доживува искуства, а подоцна незиното тежнење преку искуствата, преку усовршување се врати повторно кон својот пратворец или Брахман. Значи, тоа е мојот духовен светоглед во моментов. Не велам дека треба да биде вашиот, но сметам дека духовноста е нешто што помага да ги пребродиме сиве овие искушенија кои што доаѓаат од материјалниот свет, кој што рековме дека е свет креиран од, сега користиме метафори, еден зол бог кој што нашата перцепција ја има сведена на овие 5 сетила. И сега, за да бидам малце и актуелен, исто една ваква работа кажува и Елон Маск, кој што вели, имате представа како изгледаат фотореалистични видеоигри, каде што имате цел еден свет изграден до детали, каде што ликовите во видеоиграта доживуваат искуство, а тие ликови се водени од тој што е играта. Особено сега новите игри во кои што буквално станува збор за виртуелна реалност. И Елон Маск кажува една интересна работа, вели, кој ви гарантира дека некој во минатото не го има направено истото тоа со светот во кој што живееме сега. Тоа е една многу возбудлива и провокативна мисла која што е интересна и предизвикува да размислуваме. Така, пријатели, ова е видеото за неделава, ќе има малку илустрации за да можам многу побрзо да го средам видеото. Значи, ваквите видео очекувајте ги во текот на неделата, значи помеѓу вторник и четврток, додека во недела се гледаме со документарно видео, кое што планирам да биде на една интересна тема, нека остане изненадување, тоа ќе ве натерам да се вратите повторно на каналот и да видите што има ново. За оние кои што го слушаат ова видео и ги имаат гледано претходните видеа, кои што не се претплатени на каналот, нагласувам дека тоа е една бесплатна работа преку која што најдобро можете да изразите поддршката до ова што го правам јас. Јас сум Татончо, драги пријатели, до наредното видео, секој добро.